Благодарам, Вангел, почитувана директорка на Агенција за вработување, почитувана секретар на Црвениот крст на град Скопје, почитувани представници на Сдруженијата на граѓани, почитувани корисници на персонална асистенција, но најважно, затоа што за прв пат станувате официјално денеска, почитувани персонални асистенти. Овој настан е навистина убав и свечен, но ова е само почеток на она кое што сите персонални асистенти треба да го испорачаат во наредните 6 месеци и да испорачаат резултати со кои што сите ние заедно ќе бидеме сведоци како персоналната асистенција ќе имаме во наредната година и на национално ниво. Персоналната асистенција е првото придвижување на државата од групни сервиси кон индивидуални сервиси. И тоа беше барање на лицата со попреченост во нашата држава. И со тоа додаваме квалитет во живењето и секако додаваме во имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во нашата држава. Но ги правиме првите чекори и многу ќе биде важно секој од вас кој што денеска добива сертификат за персонална асистенција да се зафати со својата работа навистина посветено, заеднички со лицето кој што го обслужува, да постигнеме она кое што сме го зацртале на хартија. И ако имаме резултати, верувајте дека ова ќе биде една од најубавите услуги кои што се воведуваат во нашата држава, затоа што идејата на персоналниот асистент е да обезбеди независност и самостојно живење на сите лица со попреченост во Македонија. Јас не би должела повеќе, ви благодарам на сите што бевте дел од тимот да ова стане реалност. Во март се усвои програмата, финансиски средства се издвои од буџетот на Република Македонија, за што сум посебно среќна, што значи дека имаме реформски пристап за сите политики и програми што ги носиме, а не проектен пристап како што беше досега, кој што навистина видовме дека и не даваше резултати. Ви благодарам многу.